Доколку се изгради дестилерија во Кавадарци, ќе се намалат финансиските загуби на тиквешките лозари. Количините вишо грозје, како и неквалитетниот род, кој откупувачите не сакаат да го откупат, со ова можат да завршат како дестилат наместо на депониите, а зашто лозарите секако би добиле и соодветен надоместок, смета кавадаречкиот градоначалник. Дестилеријата би функционирала под капата на Министерството за земјоделство, со што од неја корист би имале и лозарите, но и државата. Притискаме максимално Министерството програма да влезе и да се одвојат средства за изградба на таа дестилерија. Не се енормни средства, не се незамисливи средства, тоа се некои 6 до 8 милиона евра комплетна изградба на дестилерија, која што треба да акумулира негде до 30 или 40 милиона килограма грозје, од кои што треба да излезе, не знам, 5, 6, 7 милиона литри дестилат. Овој проект се заговара веќе 8 години, зашто е направена и физибилити студија. Меѓутоа, тој не поминал кај претходната власт, за разлика од сегашнава, кај која има интерес и на овој начин да им помогне на лозарите за поисплатливо земјоделство. Комплетната физибилити студија со уназад 20 години на род и квалитет на грозје беше предадена во влада 2018 година во јануари месец. И приемно бројче имаме и штембилно бројче и дека ќе не викнат на влада и дека ќе разговарат на темата, немаше ништо. И верувам дека оваа влада сега треба да ја спроведи таа насока за изградба на дестилерија. Според него, дестилеријата не мора да биде ниту општинска, ниту со јавно-приватно партнерство, туку може да биде државна, со што државата ќе добие можност алкохолниот дестилат да го прибере во стоковите резерви и потоа да го користи за своји цели. Од друга страна, заинтересираноста на оваа влада континуирано да им помага на земјоделците, вклучително и на лозарите, се потврдува и со последната исплата на повеќе од 7,8 милиони евра за 12.458 лозари за одржување на постојни лозови насади.